Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Основното јавно обвинителство Кочани излезе со официјално известување во врска со немилиот настан што се случи во Општа болница Кочани, кога беше нападната докторка на работното место во интерното оделение. Против напаѓачот е донесена наредба за спроведување истрага за настанот и по спроведување на истата ќе биде донесена обвинителска одлука. Основното јавно обвинителство Кочани излезе со официјално известување во врска со настанот што се случи на ден 16 април 2018 година во интерното оделение при јавната здравствена установа Општа болница со проширена надлежност Кочани, кога во лекарската соба при определување на терапија на болни во оделението беше нападната доктор Верица Јакимова од Кочани. Информацијата од основното јавно обвинителство Кочани е дека против лицето ВТ е донесена наредба за спроведување истрага за настанот што се случил и по спроведување на истата ќе биде донесена обвинителска одлука. Инаку, како што информираше Канал 8, дежурната докторка на интерното оделение во Општа болница Кочани беше нападната на работното место при што се здоби со телесни повреди, а доживеа и психичка траума. Одговорните во болницата тогаш изјавија дека ова не е прв ваков случај, но е еден од најсериозните досега, поради што во знак на солидарност со својата колешка, лекарите и медицинскиот персонал од болницата, следниот ден после немилиот настан излегоа на мирен протест. Нова сообраќајна несреќа се случи во Кочанскиот регион, при што мотоциклист се здобил со тешки телесни повреди, а повреден е и сопатникот со него. По падот од моторот, едниот е пренесен во клиничкиот центар во Скопје, а другиот во Кочанската болница. Тони Ајтовски со деталите. Продолжува црната серија сообраќајни несреќи, чиј епилог се лица кои се здобиваат со тешки телесни повреди. Посебно карактеристично е тоа што во нив учесници се мотоциклисти, така што од почетокот на пролетта досега се случија неколку несреќи што имаа сериозни последици, а во средата доцна навечер се случи уште една кај селото Чифлик. Според полицискиот билтен, на 30 мај во 23 часот и 15 минути на магистралниот пат Кочани-Штип, кај местото викано Стара река во атарот на селото Чифлик, 26-годишниот Т.Ј. од Оризари, управувајќи мотоцикл Сузуки, излетал од патот. При тоа се здобил со тешки телесни повреди, а по укажаната лекарска помош е препратен во клиничкиот комплекс Мајка Тереза во Скопје. Неговиот сопатник, 17-годишниот З.И. од Чифлик, се здобил со телесни повреди и е задржан на лекување во болницата во Кочани. Додека траел увидот на полициската екипа, имало отежното одвивање на сообраќајот на магистралниот пат А3. Од полицијата предупредуваат на повнимателно возење и почитување на сообраќајните правила и прописи, посебно за мотоциклистите и за лицата кои управуваат мопеди и скутери, поради што се најавуваат и засилени контроли и санкции. Со недоволен интерес кај купувачите помина последната продажба на градежни парцели што ја организираше Општина Кочани. Од вкупно 12 се продадоа 3 парцели, од кои 2 за домување и 1 за стопански објект. Ниту последната продажба на државно градежно земјиште во Кочани не помина со забележителен успех. Само 3 градежни парцели од понудените 12 добија нови сопственици по завршувањето на 30-та јавна аукција на државно градежно земјиште. Од парцелите што се нудеа за изградба на објекти за индивидуално домување, оттугени се 2 на улицата Ѓорче Петров. Тие се со површина од 419 и 423 метри квадратни. Третата оттугена парцела е со намена за изградба на стопански комплекс за откуп на примарна и финална обработка на земјоделски производи. Се наоѓа во местноста Керамидница и е со површина од 9847 метри квадратни. Цената што се постигна на електронската аукција за сите градежни парцели е 71 денар за метар квадратен. Со тоа остварен е вкупен приход од 758.919 денари. Од нив 80% ќе влезат во буџетот на Општина Кочани.
Почна реконструкцијата на регионалниот пат Бигла-Виница. Планирано е да се асфалтираат 2,4 километри до селото од Делчевска страна, пошто работите ќе продолжат за асфалтирање на уште 4,6 километри од Виничка страна. Градежните работи за овој патен правец се влезени во програмата на јавното претпријатие за државни патишта. Почна реконструкцијата на регионалниот пат од селото Бигла до Виница. Во моментов се работи на подготовка на коловозот и негово асфалтирање, а планирано е да се асфалтираат 2,4 километри до селото од Делчевска страна, пошто работите ќе продолжат за асфалтирање на уште 4,6 километри од Виничка страна. Градежните работи за овој патен правец се влезени во програмата на јавното претпријатие за државни патишта, а согласно со проектот предвидена е изградба на коловоз со ширина од 5 метри, банкини од двете страни на коловозот, како и изградба на одводни канали. Градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски и градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров направија увид во текот на работите, при што истакнаа дека со заедничко залагање на двете општини се решава децениски проблем на жителите од регионот. Заедно со градоначалникот на општина Делчево аплициравме до Агенцијата за патишта, на задржани патишта, за реконструкција и проширување на овој патен правец помеѓу општините Виница и Делчево. Патниот правец се во должина од 14 км, од кои 8,5 км на територија на општина Виница, а 5,5 км на територија на општина Делчево. Вредноста на овој патен правец е 52 милиони денари, од кои 30 милиони денари е на територија на општина Виница, 22 милиони денари на општина Делчево. Се надеваме дека во наредните 3-4 месеци овој патен правец ќе биде целосно завршен и жителите на општина, посебно на општина Делчево и општина Виница ќе бидат задоволни. Меѓутоа знаеме дека често имаме проблеми со главната магистрала, патниот правец од Истибања до Каменица, така да овој ќе биде и алтернативен пат за во случај доколку има повторно одрони и несакани последици по патниот правец. Градоначалникот на Делчево Трајковски потенцираше дека досега на оваа делница веќе е направена реконструкција на околу 2 километри од делчевската страна и исто толку на Виничка територија. Мислам дека од огромно значење овој патен правец како алтернативен патен правец на патниот правец Делчево-Кочани, заради одроните кои што постојат на тој патен правец. Меѓутоа, ние бараме и генерално решение од владата на Република Македонија за евентуално автопат или брз пат се до границата со Република Бугарија. Средствата се во висина од 52 милиони денари. Работите градежни ги извршува јавното претпријатие Македонија Пат, секција Делчево, и временскиот рок на изведа на работите е околу 3 месеци. Жителите на село Бигла и оние луѓе кои често поминуваат на овој пат велат дека потегот за реконструкцијата е за поздравување. Тој пат не е само за нас, за двете општини, Виница, Делчево. Многу поблизу е. Треба да се прошири, да се направи убаво. Конечно се сети некој. Многу дупти беше. Колите си расипаме. По тој пат лош. Се од тука. Доле, кога беше се сплечиштето, се беше од тука. Не можеш да се разминеш. Јас стално ето деко носам за трстија. Не можеш да се разминеш со една кола. Автобуси, камиони. Неколку пати ќе ме ударат. А јас опичувам, мора да избегнам настрана. Тоа е добра идеја. Да. Стварно е расипан. Сега не знаеме кој го држи, дали Делчево, дали Виница. Од Виница припаѓа. Али мора да се направи. За да може барем ово да биде тука чисто, па после овоа Кочани Каменица да го оправи. Ова е многу тесно, многу ископано. Стално секој недела минеме тука, така не пато на носи, па се враќаме за Каменица и надоле. Али добра идејата и за Каменица што го направија. Исто Каменица Делчево. Инаку, во најскоро време ќе започне и реконструкцијата на патот А3 во должина од 5 километри, кој опфаќа реконструкција на булевар Македонија до селото Звегор. Оваа реконструкција е влезена во програмата на јавното претпријатие за државни патишта. Исто така ќе се реконструираат и 15 километри од патниот правец Делчево-Пехчево. Средното општинско училиште Гошо Викентиев ги презентираше своите струки и профили пред идните средношколци во основните училишта во општините од Истокот.
И годинава училиштето е подготвено да прими 408 ученици распоредени во 12 паралелки. Професори, ученици и одговорните од педагошко-психолошката служба од Средното општинско училиште Гошо Викентиев пред учениците од основните училишта од скоро сите општини од Истокот ги презентираа струките и профилите кои се на располагање на идните средношколци. Преку презентација на електро, машинската и сообраќајната струка, тие при посетата забележаа голем интерес кај полуматурантите за упис во ова училиште. Повеќе екипи од нашите училиште, Средното општинско училиште Гошо Викентиев во Кочани, сме во посета на основните училишта од општина Кочани, општина Чечиново Облешево, општина Македонска Каменица, општина Виница, така да професори, представници од сите струки во училиштето, во соработка со стручната служба и на наша огромна задоволство и ученици кои што се сега наши ученици, а били ученици на тие основни училишта, го представуваме училиштето по сите основни училишта на наше огромно задоволство за упис на идните ученици во предстојната 2018-2019 учебна година. Имаме впечаток дека учениците се заинтересирани да ја слушнат презентацијата конкретно за училиштето, за трите струки кои што ги нуди, машинската, сообраќајната и електротехничката струка, за сите профили од 2-годишно, 3-годишно и 4-годишно образование и дел од учениците веќе го имаат направено изборот. Во текот на денешниот ден презентација беше извршена во сите кочански винички училишта, како и во Зрновци и Македонска Каменица. Презентацијата продолжува и во текот на утрешниот ден, кога струките и профилите од ова училиште ќе бидат презентирани пред учениците од училиштата во општината Чешиново Облешево и останатите училишта кои не се поминати во другите општини. Инаку во ова училиште и годинава има место за 408 ученици, распоредени во 12 паралелки. Што се однесува за уписите, првото пријавување во првиот уписен рок е на 18 и 19 јуни и второто пријавување во првиот уписен рок е на 28 јуни. Вториот уписен рок е на 23 август. Триесет и први мај, светскиот ден против пушењето, го одбележаа и волонтерите од Турција, чиј домаќин е Сдруженијето Павел Шатев од Кочани. Тие подаруваа писмени пораки што сами ги изработија, со кои укажуваат на штетноста по здравјето од пушењето цигари. Нова акција организираа волонтерите од Сдруженијето Павел Шатев, а повод беше 31 мај, светскиот ден против пушењето. Десетина млади од Турција, кои се дел од студентската размена што ја организира Сдруженијето, подготвија поголем број писмени пораки и други подароци, со кои укажуваа на штетноста од тутунот и тутунските производи. При тоа пораките им ги делеа на минувачите во паркот во Кочани. Сдруженијето Павел Шатев и Сдруженијето Евец го вметна Кочани на листата на градови во кои се одбележува овој ден, прогласен како таков од Обединетите нации и Светската здравствена организација. Фокусот на СЗО за оваа година е штетното влијание кое тутунот го има врз кардиоваскуларниот систем. Волонтерите на нашето здружение го организира овај настан со цел да им се укаже на граѓаните на градот Кочани, посебно на помладата генерација, за штетното влијание на цигарите преку доста илустративни примери. Во прилог можете да ги погледнете сите пораки насликани токму од нив. Покрај пораките што ги делеа, волонтерите поставија и штанд со рачно изработени плакати на кои директно укажуваат на последиците од пушењето. Исто така, и покрај краткиот период во кој престојуваат во Кочани, тие се обиделе да го научат македонскиот јазик, па и лично на нашите граѓани им ги принесоа своите пораки против пушењето. Чадот од само 3 сигари произведуваат повеќе штетни гасови од мотор на кола која работи половина час. Пушењето убива. Пушењето штети на вашата околина и вашите пријатели. Дури и пасивното пушење предизвикува бројни болести со фатални последици. Не за пушењето сигари. Денес е убав ден за откажување од цигари. Пушењето не ти е пријател. Волонтерите од Сдруженијето Павел Шатев досега имаа неколку активности во Кочани, а гостите од Турција со честитки и подароци излегува и по повод 8 март. Тие најавуваат дека така ќе продолжат и во наредниот период, додека престојуваат кај нас.
Интересни представи беа одиграни на третиот фестивалски ден како дел од годинешното 55-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. Во рамките на придружните настани пак, промоција на книгата Панкот не е мртов со гостување на Космач и Брецел. Според програмата на годинешното 55-то издание на Драмскиот аматерски фестивал на третиот ден на сцената на Центарот за култура Бели Могри беше одиграна представата Каде ми се другарите, работена според Парите се отепувачка од Ристо Крле, чест од Васил Илјуски и печалбари од Антон Панов, во режија на Саша Нацевски, во изведба на актерите од театарот од Прилеп. А во вториот вечерен термин беше одиграна представата Адвокатот Патлен во режија на Слободанка Чичевска во изведба на Младинското драмско студио Парличко од Велес. Такавме да кажеме дека печалбарството во Македонија траело дамнешни времења и денес, само што денес нели е сликата поинаква, дека денес печалбарите се поретко се враќаат, односно дека миграцијата во странство станува се погубителна. Според податоците што ние ги добивме во истражувањето за представата, свативме дека некаде околу 660.000 луѓе се одселени од Македонија, а тоа е навистина поразителна бројка. Генерално сум задоволен со оглед на тоа што не ни беше играна 6 месеци. Малце темпо ритамот беше така прилично бавен, а инаку кога би ја збиле во тие час и 20 минути, мислам дека представата би добила на динамика, но значи 6 месеци не беше играна представата, ние сосем случајно се пријавивме на ДАФ, но сепак ние чест што настапуваме на ваков еминентен и престижен фестивал. Мислам, јас сум пораснат со овој фестивал и како аматер младинец сум чествувал на овие и навистина ни е чест и со некој од тука од луѓето од Кочани имаме оставено останато трајни конекции, врски и долгогодишни пријателства. Ова е тема која што сите не засега нас. Мислам, битовото ни е во македонскиот генетски код и како да кажам, кога работиш битова драма, ако навистина ја погодиш темата со која што се занимава битовата драма, мислам дека ниту една публика нема да остане равнодушна на тоа што се случи. Јас сум задоволна од моите актери, прекрасно ја одиграа представата. Тоа што сме го договарале, дури и многу повеќе извлекоа од ликовите. Мислам дека публиката тоа можеше да го почувствува, дека дишеше заедно со нив, имаше многу аплаузи на отворена сцена, како што знаеме ние актерите да кажеме. Мислам дека уживаа и они додека игра и публиката уживаше додека ги гледаше и следеше. Адвокатот Патлен е фарса што е од непознат автор и актерите кои го играле го допишувале самиот текст, значи зависно од тоа каде играле, какви биле социјалните услови и на тој начин е пишувана. Запис за целокупното дело не постои. Значи постојат кратки околу 10 страници текст и во зависност од која актерска трупа или кој театар го работи, на тој начин се гледа овој текст и така се пишува. Ние сами го напишавме овој текст заедно со децата. Тоа може да биде многу осовременето, за да може да биде приемчиво за публиката и тоа се виде по вечерашната нивна изведба. Се надевам дека има доста успешни представи во интерес на самиот фестивал и самата фестивалска публика. Кочани има од секогаш добра публика. Јас сум често присутна како актер овдека пред се и со Велешкиот театар и со трупата Скрби утеха од Скопје што доаѓа, така да знам колку благонаклона може да биде оваа кочанска публика према актерите и колку знае да го почитува и да го познава театарот и да го препознава вистинскиот миг. Во дневните термини на четвртиот фестивалски ден беше одиграна представата Среќниот принц во режија на Билјана Ѓоргиевска во изведба на наставниот кадар и учениците од основното училиште Страшо Пинџер од Јосифово. Според програмата на четвртиот фестивалски ден играат драмската секција од основното училиште Брант Петрушев од Богданци со представата Велика на Петре М. Андреевски во режија на Кире Ѓоргиев, која што се игра на сцената во мултикултурниот центар во Кочани. Во Центарот за култура Бели Мугри пак во вечерните термини одигрување на представата Зла жена на Јован Стерија Поповик во режија на Стоје Додевски во изведба на пензионерската група на аматерскиот театар од Куманово, како и представата Мирандолина на Карло Голдони во режија на Джевит Мифтаровски во изведба на драмското студио при Центарот за култура од Дебар. Во рамките на придружните настани од 55-тиот драмски аматерски фестивал, кочанската публика ќе има несекојдневна можност да ја проследи промоцијата на книгата Панкот е мртов од словенечкиот писател Томаш Космач.
Организаторите на Драмскиот аматерски фестивал со посебна гордост го најавија и гостувањето на словенецот Марко Брецел, ексцентричен мултимедијален уметник, попознат како поранешен фронтмен на култниот југословенски рок бенд од 70-тите и 80-тите Булдужер. Следува информацијата од спортот. Шефот на стручниот штаб на фудбалскиот клуб Осогово, Крсте Крстев, си поднесе оставка на функцијата. Од клубот ја потврдија информацијата според која се работи за взаемно постигнат договор меѓу двете страни. Второлигашот Осогово остана без шеф на стручниот штаб. Досегашниот прв човек на тренерската постава Крсте Крстев си замина од клубот. На официјалната веб страница на Осогово оваа информација е потврдена со известување дека Крстев во иднина нема да ја извршува функцијата откако била прекината соработката. Оставката што ја поднел до управниот одбор веќе е прифатена, при што разделбата помеѓу двете страни доаѓа по взаемен договор. Долгогодишниот прв тренер на жолтосините во екипата дојде на крајот на јуни минатата година и тоа на местото спортски директор. Предходно имаше едногодишна пауза од активности во Осогово, токму во периодот кога со него раководеше стариот управен одбор. За сега неизвестно е дали заминувањето на Крстев ќе влие на тренерскиот состав што изминатата сезона работеше со фудбалерите. Исто така не е познато дали се размислува за ангажирање ново име или ќе се почека на разврската околу натамошната судбина на клубот во втората лига. Инаку, од управата на Осогово му се заблагодаруваат на Крстев за досегашниот ангажман во клубот и за неговата посветеност и труд што ги покажал во изминатите месеци. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.